Членовите на Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на простор и заштита на животната средина и природата денеска не ја одржаа комисиската расправа по предвидените 4 точки од дневниот ред. Извештајот за реализација на програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Кочани за период од 1 јануари до 30 јуни. Потоа извештајот за работата на комуналните редари за истиот период и предлог одлуките за давање на трајно управување и користење без надомест на изградена фекална и атмосферска канализацијска мрежа и водоводна мрежа на комуналното јавно предпријатие Водовод. Членовите на Комисијата за култура, образование и спорт и права на децата го разгледаа и усвоија извештајот за работењето на основните и средните училишта за 2016-2017 година, годишните програми за работа за 2017-2018 година и дадоа согласност за формирање паралелки со помал број ученици за новата учебна година. Членовите пак на Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој расправа по извештајот за извршување на буџетот на општината за вториот квартален период, измените и дополнувањата на буџетот за 2017 година и предлог одлуката за кофинансирање на проектот Заедничка иднина со зелени згради. И Комисијата за мандатни прашања, избори и именување, која требаше да расправа по предлог решенијата за член и веде член на управниот одбор на јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа и јавната установа Детска градинка Павлина Велјанова и на јавната здравствена установа Здравствен дом не ја одржаа закажаната седница.